за Универзитетот Отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио УКФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а ова е емисијата за Универзитетот Отворено. Веќе добро знаете, во овој период од годината, во оваа емисија ги представуваме единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во рамките на кампањата за запишување студенти во новата академска 2023-2024 година. Денеска тука ви го представуваме Технолошко-техничкиот факултет од Велес со дисперзирани студии во Битола, а наша гостинка, деканката на факултетот, професор доктор Татјана Калевска. Добар ден и добре ни дојдовте во студиото на Универзитетското радио УКФМ Битола. Добар ден и благодарам на поканата. Веќе добро го знаат нашите слушатели Технолошко-техничкиот факултет, меѓутоа никогаш не е на одмет да се каже нешто повеќе и да се запознат оние кои што можеби не знаат доволно за факултетот, а ова е време кога навистина сите треба да знаат и за него. Технолошко-технички факултет од Велес е формиран во 2008 година и е една од најмладите единици на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, со седиште во Велес, тоа е неговата специфичност и дисперзирани студии во Битола. Технолошко-техничкиот факултет од Велес обезбедува континуиран процес на образование на трите академски циклуси на студии, врз основа на студиски програми кои што се базирани на мултидисциплинарен концепт кој што обезбедува профилирање на кадри од областа на прехранбената технологија и нутриционизам кои што се барани на пазарот на трудот како и на целокупното стопанство. Формиран 2008 година, веќе може да се пофалите со низа години нели како постоите. Во времето на неговото формирање се осети потреба за профилирање на кадри кои што тука се образуваат и можеме да кажеме дека навистина успешно се справувате со вашата мисија. Да, Технолошко-техничкиот факултет, како што кажав и на почетокот, оваа година веќе одбележува некој јубилеј од 15 години на постоење, со тоа што единствено на Технолошко-технички факултет како приоритет му е постојано усовршување на наставниот и на стручниот кадар, осовременување на студиските програми, кои што се во согласно со современите трендови со науката за храна и исхрана, како и оние барања кои што се од пазарот на трудот и од стопанството да бидат задоволени, во насока на едуцирање на кадри кои што токму ќе го најдат своето место во прехранбената индустрија, како и во многобројните јавни установи, како што се градинките, училиштата, здравствените установи и така натаму. Пројавуваат ли интерес сите овие установи, институции, компании за кадар кој што од тука излегува? Па можеме да кажеме дека да, имаме добра соработка со стопанството и со другите институции, значи и авторитети кои што се во државата, инспекцијските служби, каде што дел од нашите дипломирани студенти токму тука го најдуваат своето работно место. Меѓутоа, можеби тука малку треба и повеќе да се вложи од страната на државата за да се промовира токму овие кадри кои што се профилирани во делот на технологиите на храна и посебно нутриционизмот. Во секој случај, Технолошко-техничкиот факултет во Велес го задржува вниманието на младите, меѓутоа не само на младите, туку и на стопанството, како што кажавте, па тоа беше и причина, еве да речеме, пред неколку години на овој факултет да се отвори и прехранбено-технолошкиот центар за развој на иновативни продукти, центар кој што е застапен во тој Вардарско-плански регион, па помина неколку години од неговото формирање, како сте вие задоволни од неговото функционирање, а како околината? Како што кажавте, значи во 2020, крајот на 2020 година, Технолошко-технички факултет од Велес учествуваше и аплицираше на проект кој што успешно го доби.
Тоа беше проектот поддржан од Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој во реализација на Вардарски плански регион, со тоа што нашиот факултет доби средства за набавка на софистицирана опрема за анализа на храна. И во рамките на тој проект беше формиран прехрамбено-технолошкиот центар, кој што првичната улога беше, односно основа беше да се воспостави и да се продлапочи врската помеѓу академија и стопанство, односно бизнис заедницата, каде што ние сме партнери на компаниите во прехрамбената индустрија, каде што ја даваме нашата помош и поддршка, односно знаењата нашите, едукацијата за прехрамбената индустрија во развојот и креирањето на иновативните технологии за производство на храна, како и подобрување на постоечките технологии. Тука би напоменала дека истата година факултетот доби уште еден проект кој што беше поддржан од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Исто така беа добиени средства од кои што беше набавена софистицирана опрема со која што се доопреми, односно се дооформи таа лабораториска инфраструктура во прехрамбено-технолошкиот центар. И согласно со тоа, како дел од врските на проектот беше акредитација на одредени методи, како и на лабораторијата за испитување и анализа на храна, односно поточно за испитување на квалитетот на млекото. За таа цел ние аплициравме на проект кој што беше поддржан од МОН и добивме, значи таа линија 1, каде што добивме финансиски средства за да се реализира акредитацијата на лабораторијата. Сега сме веќе при крај на процесот на акредитација, односно на методите кои што се за анализа на млеко. Успешно функционираме и можем да кажам покрај ова намена на прехрамбено-технолошкиот центар, значи соработката со стопанството, таа е наменета за научно-истражувачка работа, значи за работа на наставниот и соработничкиот кадар, односно работа на студентите на сите 3 циклуси студии кои што се вклучени во научно-истражувачкиот процес и од тука произлегуваат многобројни трудови со кои што одиме на различни конференции. Рековте дека акредитацијата за лабораторијата е веќе при крај. По добивањето на таа акредитација, веројатно ќе може технолошко-техничкиот факултет и да се впушти подлабоко, да речеме, во таа соработка со стопанството, со бизнис секторот, што тоа ќе значи за факултетот, што за стопанствениците. Да, секако целта на факултетот е покрај научно-истражувачката работа, 4 лаборатории кои што се опремени со таа софистицирана опрема, да работиме комерцијално, односно да почнеме соработка со стопанството, веќе има заинтересирани. Ние организиравме неколку работилници на кои што беа поканети представници од стопанството кои што ја изразија, значи, таа желба и барање спрема нас за да вршиме одредени анализи. Нормално сега кога ќе завршиме акредитацијата и тоа ќе биде бенефит за факултетот, односно дополнителни финансиски средства кои што ќе можат да се вложат дополнително во научно-истражувачка работа и можеби до опремување со одредени други инструменти кои што сметаме дека треба да ги имаме во нашата лабораторија. Стопанствениците до сега каде ги вршиле потребните истражувања, каде се уште ги вршат, нели? А по добивањето на акредитацијата би можеле да ги вршат тука на Технолошко-техничкиот факултет? Да, во нашата држава постојат повеќе акредитирани лаборатории за испитување на квалитетот на храната. Меѓутоа, можам да кажам дека во Вардарски плански регион, во централното подрачје во градот Велес, не постои таква акредитирана лабораторија покрај Центарот за јавно здравје, сега ако не го земеме, така да ќе бидеме, мислам дека добра можност за стопанствениците, односно за прехрамбената индустрија од градот Велес и пошироко од околината, да ги испитуваат нивните примероци од храна, значи од различната прехрамбена индустрија, токму во нашата акредитирана лабораторија. Тоа ќе биде одлична можност за студентите на лице место што се вели да се запознаат со оваа технологија, за студентите од сите студиски програми, а кога сме кај студиските програми, еве да кажеме дека во вториот дел од разговорот ќе проговориме токму за нив. Почитувани слушатели, останете заедно со нас на 90,8 МГц.
Кај води твоево кафе, добиваш, земаш, имаш па бегаш, бегаш, бегаш од мене. Скапо цена кит не е за мене, луксузен хотел не е за мене. Не сум за тебе, не губи време. Ми треба некој да ми затвара рани, да биде покрај мене во утрата ладни. Ми треба некој да ме гуше и смири, да погреши и да ми рече извини. Утрото ќе промени се, утрото ќе промени се. Знам дека ноќта пак ќе помине и тогаш утрото ќе промени се. Гасно ми е за твојава провидна игра. Лаже си некоја една, добивај се, имај па бегај, бегај од неа. Кажи се што ти лежи на душа, место на мене нам не ја душа. Твоите комплекси нека се срушат, срушат. Ми треба некој да ми затвара рани, да биде покрај мене во утрата ладни. Ми треба некој да ме гуше и смири, да погреши и да ми рече извини. Утрото ќе промени се, утрото ќе промени се. Знам дека ноќта пак ќе помине и тогаш утрото ќе промени се. Ми треба некој да ми затвара рани, да биде покрај мене во утрата ладни. Ми треба некој да ме гуше и смири, да погреши и да ми рече извини. И еве неповторно во програмата на Универзитетското радио Уклу ФМ Битола ве подсетувам ја следите емисијата за Универзитетот отворено, а денеска наша гостинка професор доктор Татјана Калевска, деканка на Технолошко-техничкиот факултет во Велес со дисперзирани студии во Битола. Деканке, рековме дека сега во овој дел од разговорот ќе проговориме за студиските програми кои што тука ги нудите на прв, втор и трет циклус, и секако ќе започнеме со првиот циклус затоа што сметаме дека тој во овој период од годината е најактуелен и за средношколците, за матурантите, па еве да им кажеме што се им нудите. На првиот циклус студии Технолошко-технички факултет од Велес нуди две студиски програми. Едната програма е студиска програма за прехранбена технологија и биотехнологија, додека другата програма е студиската програма за нутриционизам, кои што и двете се современи, актуелни и атрактивни. Нешто повеќе за нив да ни кажете, што тука се изучува, со какво звање се добиваат по дипломирањето студентите? Секако, двете студиски програми можам да кажам дека се мултидисциплинарни, бидејќи покрај оние базични предмети опфаќаат и предмети кои што се од областа на прехранбената технологија и на нутриционизмот, односно се современи и се во трендот на овие современи случувања кои што се во науката за храна и исхрана. Тие се базирани на мултидисциплинарен концепт кој што е насочен кон процесно-технолошката обработка, односно производство на храна, иновативните технологии за храна, односно добивање на нови видови на храна кои што сега се актуелни, со задржан минимален, оптимален нутритивен квалитет. Исто така се насочени кон производство и промоција на функционалната храна, која што покрај основните нутритивни карактеристики има одредени здравствени ефекти и нутриционизмот како наука, значи
ги изучува нутриентите кои што се присутни во храната, значи составот на храната, нивното влијание, нивното метаболизирање, а исто така во подготовка, значи нашите едуцирани кадри, односно студентите се едуцираат во насока на подготовка на посебни модели на исхрана кои што се на индивидуално или на популационо ниво. Тука зборуваме за програмата нутриционизам, уште на самиот почеток од незиното воведување, нели тогаш како нешто ново на нашите простори, нешто за што постоеше голем интерес, и се покажа дека навистина граѓаните се повеќе се интересираат за тоа каква храна внесуваат, колку калории, колку е здрава, колку е штетна, на што треба да внимаваат, а токму од тука излегуваат токму тие кадри. Рековте, можат вработување да најдат во голем број установи, но исто така можат да отворат и своји приватни, нели, фирми, консултантски седишта, еве да речеме, каде што може да ги советуваат граѓаните на кој начин треба да се хранат. Јас прво би напоменала дека нашиот факултет, значи, беше прв во Македонија, меѓутоа и пошироко во регионот, кој што ја акредитира студиската програма за нутриционизам на прв циклус, за да сега во моментот имаме континуиран процес на образование во таа насока во нутриционизмот, значи и на вториот циклус, односно таму имаме веќе 2 студиски програми, и на третиот циклус, нели е тоа комбинација помеѓу иновативни технологии за храна и нутриционизам, со тоа што нашите кадри, односно студенти, стручно се оспособуваат да можат да одговорат на овие барања, односно во тој дел на науката за храна и исхрана. Голем дел од нашите дипломирани студенти го најдоа своето работно место, како што напоменавме и претходно, во јавните здравствени установи, во градинките, во училиштата, каде што токму ги припремаат оние програми за исхрана на младата популација, на децата од предучилишна возраст, училишна возраст, како и рековалесцентите, односно оние луѓе кои што се опоравуваат од одредени болести во болниците, така да имаме во нашите познати приватни клиники вработени нутриционисти, исто така во државната клиника и така натаму, ова како чисто како пример каде може да си го најдат работното место. Но поголемиот дел од нив работат и формираа самите консалтинзи кои што каде што ги нудат своите услуги, односно го применуваат своето знаење во едукација, меѓутоа и во припрема на тие програми за исхрана или модели на исхрана, како што претходно ги кажавме. Од друга страна, нели имаат вработувања во фитнес центри, отвараат диет клубови и така натаму. Горда сум што често нашите дипломирани студенти се појавуваат, нели, по медиумите, каде што директно ги споделуваат нивните знаења, односно вршат едукација на населението колку е значајна правилната исхрана, односно како да ги превенираме болестите преку внесување на правилна исхрана, а не само да ги спречиме од како ќе се појават. Се работи за 4 годишни студии? Да, 4 годишни студии се, 240 кредити, значи и за студиската програма нутриционизам, исто така и за прехранбена технологија и биотехнологија. Тука да кажеме дека на дисперзираните студии во Битола е само студиската програма нутриционизам? Да, на дисперзираните студии во Битола имаме само студиска програма за нутриционизам, додека во Велес се тие 2 програми кои што ги споменавме претходно. Дека ке кажавте веќе дека се прави некаков континуитет по завршувањето на првиот циклус студии, им се нуди на сите оние кои што сакаат да продолжат понатаму и втор циклус студии, па понатаму и трети докторски студии. Да, па тоа беше и целта на нашиот факултет кога одлучивме да акредитираме студиски програми на втор циклус и нормално студиските програми на трет циклус, за да го задржиме тој континуитет во образованието, бидејќи најголемиот дел од нашите студенти кои што дипломираат на првиот циклус, па и на двете програми продолжуваат континуирано, значи на вториот циклус. Најчесто оние кои што се запишуваат и завршуваат на прехранбена технологија продолжуваат на вториот циклус студии на програмата управување за квалитет и безбедност на храна, додека пак студентите кои што дипломираат на студиската програма нутриционизам
на прв циклус, своето образование го продолжуваат на магистерските студии или на вториот циклус на едногодишната студиска програма за нутриционизам, додека на двегодишните студиски програми најчесто запишуваме кандидати или студенти кои што се од соодветна, не од истата, меѓутоа од соодветна област, односно тука најчесто се запишуваат лекари, фармацевти, хемичари, биохемичари и така натаму, кои што сакаат токму да се усовршат или да се едуцираат и во тој дел на нутриционизмот. Што се однесува пак до третиот циклус студии? Исто така би сакала да истакнам, може би нескромно од мене и да се пофалам со нашата многу актуелна студиска програма за која што имаме многу голем интерес, а тоа можеме да го докажеме со исполнетост на целокупниот број на дозволени места за запишување на студентите на трет циклус студии, бидејќи тоа е програма која што представува еден микс или комплекс на иновативните технологии за храна и нутриционизмот. Атрактивна е ова студиска програма не само за нашите студенти од нашата држава, туку и за студенти кои што се од регионот, бидејќи имаме голем дел на студенти кои што се запишени токму од оние бивши југословенски простори околу нас. Рековте, бројот на места кои што се дозволени од Министерството за образование редовно барем се пополнуваат, но тоа зависи од бројот на акредитирани ментори кои што можат да ги водат студентите на трет циклус студии. Да, токму така како што кажавте, значи секој акредитиран ментор на трет циклус студии може да има по тројца докторанти, што значи дека ние врз основа на бројот на досега акредитирани ментори имавме право да запишеме 30 докторанти, тој број е целосно пополнет и се надеваме еве сега со докторирањето во меѓувреме, значи имаме веќе слободни места за оваа следна академска година, кои што може да се запишат студенти на третиот циклус студија. Се надевам дека заинтересираните ќе ја искористат и оваа можност. Ќе направиме дека ќе сега уште една пауза, па ќе го привршуваме разговорот. Почитувани, останете и понатаму со нас. Сите мои слики што ги чувам, што ги редам и подредувам, само една не ми дава мира, од глава не излегува. Еден човек и една жена, само месец млади, блага светлина, еден за друг знаат што им треба и место нив ветрот зборува. Песно моја спеснуваш, во мене остави да се најдеме по тебе. Звездо моја блеснуваш, за мене се уште пише ме во тебе. Сите мои слики што ги чувам, сите мои сеќавања, тажни океани пловам по нив, да ме потонат у невожа. Песно моја спеснуваш, во мене остави да се најдеме по тебе. Звездо моја блеснуваш, за мене се уште пише ме во тебе. Песно моја, звездо моја, желба моја, само моја, ти си сила каква нема, ти си сила што ме тера Божи глас да чуjem, во себе што ме крена, вечна љубов, јас да парам, вечна љубов со неја да најдам. Песно моја спеснуваш, во мене остави да се најдеме по тебе. Звездо моја блеснуваш, за мене се уште пише
Елке Калевска, во овој трет дел од разговорот во емисијата за Универзитетот отворено, јас би сакала малку повеќе да проговориме за она што значи меѓународна соработка на Технолошко-техничкиот факултет од Велес со дисперзирани студии во Битола, а да кажеме дека и на овој план можете навистина да се пофалите со доста активности. Да. Јас би кажала тука дека Технолошко-технички факултет од Велес ја поддржува таа меѓународна или интернационализација на високото образование, односно ние имаме висок број на мобилности и на наставен, и на соработнички, и на студентите, нели? За таа цел ние имаме подпишано бројни билатерални договори со факултети, односно универзитети од странство, каде што се реализираат мобилностите во рамки на програмата Erasmus+ и CEPUS програмата. Исто така тука би напоменала дека ние сме партнери на две CEPUS мрежи, каде што нашите студенти, наставниот кадар, ги користат сите можности кои што ги нудат овие CEPUS мрежи, почнувајќи од заедничка научно-истражувачка работа, заеднички проекти, како и мобилности, значи и за наставниот кадар, и за соработничкиот, и за студентите. Така да, мислам дека во тој поглед сме доста добри. Во однос на проектите кои што се реализираат? Па имаме сега тековно проекти, значи овој проект кој што го споменавме, кој што ни е во завршна фаза, проектот за акредитација, меѓутоа и проектот Солве кој што е нели во рамките на нашиот универзитет, во кој што дел од нашиот наставен кадар е вклучен, меѓутоа сега сме во тек на подготовка на одредени апликации за кои што во иднина, нели во блиска иднина треба да аплицираме и се надеваме дека ќе успееме. Што се однесува пак до индивидуалното учество на професорскиот кадар на разни конференции, симпозиуми, средби, семинари, тука веќе нема што друго да се каже, освен на вистина професорите, наставниот кадар е на вистина активен и работи на она што е нивна нели вокација на професија. Да, секако. Да кажеме дека освен предавањата, професорскиот кадар е задолжен и за истражувачка научна работа, мисле во тој план. Нашата цел како професори, односно како наставен кадар на факултетот не е само наставно-образовниот процес и едукацијата, туку и научно-истражувачката работа, како и учеството на различни конференции, конгреси, семинари, симпозиуми и така натаму. Ние како наставен кадар буквално твориме цело време, пишуваме, објавуваме трудови, имаме голема цитираност, нели сме видливи на тој начин, така да мислам дека и во тој поглед добар е наставниот кадар. Меѓутоа сега еве можеме да се похвалиме дека нашиот факултет веќе е побогат и со тројца асистенти кои што се вработени, кои што исто така се вклучени во самиот процес на акредитација, нели во методите, работа на методите, меѓутоа и во научно-истражувачката работа, нивна самостојна заедно со наставниот кадар, меѓутоа и со работа со студентите. Ме радува што кажувате дека имате веќе тројца нови асистенти, нешто што одамна се зборуваше дека треба да го има како подмладок не само на Технолошко-техничкиот факултет, туку и на сите останати единици, и не само на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, туку и на другите државни универзитети во Македонија. Подмладокот секогаш е не само нова сила, туку и некако некоја енергија која и сите ги повлекува нанапред. Да, се сложувам со вас, како и секаде на сите факултети, па и универзитети во нашата земја, и ние имавме проблем, и се уште имаме проблем со мал број на наставен кадар. Се надевам дека ќе добиеме согласности за вработување, да го прошириме нашиот тим. Радосна сум за тоа што успеевме да добиеме барем 3 согласности за да ги вработиме трите асистенти, кои што навистина ни се од голема помош, бидејќи се вклучени во целиот процес и наставен нели во одржување на вежбите, како што кажав, ете и во процесот на акредитација во научно-истражувачка работа. Се надеваме за потребите на лабораториите, исто така ни се потребни кадри, лаборанти кои што ќе бидат вклучени директно во работата на лабораториите, и се надевам дека ќе успееме да добиеме за да можеме да ја прошириме и нашата дејност и во друга насока. Сега би сакала нешто и за мобилностите кои што студентите
ги користат. Сум имала прилика да разговарам со ваши студенти кои навистина искористиле можноста и се презадоволни од она што им се понудило, од она што имале можност да го видат на другите универзитети надвор од границите на Македонија, но се сеќавам и на ваш студент кој што исто така кажа дека било одлично искуство, меѓутоа сватил дека она што го добил таму како знаење е еднакво со знаењето кое што го добивал тука. Горда сум, ако е така, и знам дека е така, бидејќи ние секогаш разговараме со нашите студенти кои што и дипломираат, а после како наши алумни, нели имаме постојан контакт, вклучени се. Тука би сакала да кажам, еве можеби пропуштивме, меѓутоа би сакала да кажам, ние како факултет постојано организираме обуки и практична настава не само во индустријата, туку како едукација, како предавања во кои што ги вклучуваме нашите алумни, завршени студенти кои што го пренесуваат нивното искуство, работно искуство сега, како дипломирани на нашите тековни студенти. Точно ова што го кажавте, сакам да го потврдам дека со нивното одење во други универзитети, односно на други факултети, тие токму не споредуваат нас, професорите, со професорите кои што ги стекнуваат таму и кажуваат дека да, задоволни се дека нашето знаење кое што им го пренесуваме е токму на нивото на знаењето на другите професори кои што можеби се на универзитети кои што се далеку пред нас, нели на Шангајска листа или така натаму. Ова уште едно сознание за младите, дека воопшто нема да сгрешат доколку го одберат технолошко-техничкиот факултет во Велес како нивно место каде што ќе го стекнат тоа високо образование. Со оглед на тоа што времето еве полета не гази, јас би ве замолила сега на крај која ќе биде вашата порака до младите, до вашите идни студенти може. На крај би кажала за идните студенти дека се најдува на една раскрсница на која што можеби треба да ја донесат најтешката одлука, односно да направат правилен избор на факултетот кој што ќе го студираат, бидејќи понатаму нели тоа им го одредува и нивниот живот. Доколку се пронаоѓаат, односно е предизвик да студираат на прехранбена технологија и биотехнологија и нутриционизам, нели ние стоиме на располагање да се запишат и да студираат, со тоа што на крај ќе се стекнат со дипломи кои што се признаени, ценети не само на нели домашниот пазар на труд, туку и надвор од нашата држава. Исто така на крајот, ако ми дозволите, би кажала дека за дополнителни информации за уписите, односно за нашите студиски програми, може да ја посетат веб страницата на факултетот, исто така социјалните мрежи, односно Facebook и Instagram, а исто така нели на нашите телефони кои што ги има на веб страната да разговараат со администраторите во студентската служба за која што ќе добијат подетални информации. И тука на крајот би кажала дека како и секоја година Технолошко-технички факултет обезбедува одредени стимулации, односно поволности при запишувањето, кои што дополнително ќе бидат објавени на нашата веб страна со излегување на конкурсите. Ви благодарам за одвоеното време, ви благодарам за разговорот, ќе ви посакам добро здравје пред се, а секако понатаму успешно реализирање на запишувањето на студенти во новата академска 2023 година и од октомври па успешен почеток на новата академска година. Ви благодарам на поканата и на соработката. Сакав да кажам, се да ти кажам јас, колку се лажам, дека те надминав и потешко дишам кога се немаме. Знај за секогаш ќе те сакам јас и кога
Тоа е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ. Емисијата тонски реализира Лјупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Баш би било штета да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон, меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме, јако, јако. Сонце заоѓа и морето се бранува. Ти си поубава од сон, меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме, јако, јако. Укло ФМ, Битола, јули 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло ФМ, Битола. Избери квалитет, избери традиција. Избери го Укло. И слушај Укло ФМ Битола 90,8 МГц.